COVID-19 е примарно респираторна болест, но тоа не значи дека не ги погодува и другите делови од човековиот организам. Се работи за заболување кое може да наштети на повеќе органи, особено повеќето видови мутации кои се појавија. Лекарите објаснуваат за каква болест станува збор, како се манифестира и апелираат луѓето да бидат исклучително внимателни. Сега ковидот нападнува неколку системи. Главниот што се нападнува е респираторниот. Тоа што највеќе во моментот ни претвари драми, значи плуќата, со затекнување на целата плуќа и со намалувањето на кислородот во циркулациониот крв. Тоа веднаш луѓето реагираат бидејќи не можат да дишат. Ама не е само респираторни систем. COVID, кажано и докажано, удира врз респираторниот, кардиоваскуларниот систем, гастроинтестиналниот систем и нервниот систем. Да ги објаснуваме. Ако COVID удира на нервниот систем, луѓето ќе имат одредено време, значи немат вкус, мирис, јаки болки по телото. Ако ковидот во некој пациент е интересиран гастроинтестиналниот систем, овде ќе имаме повраќање, гадење, столица, почеста столици во денот. Значи тоа е како се манифестира у глобала, пошто нема овде да се напуштам во детали, пошто ова е така за дневен консум. Ако интересира кардиоваскуларниот систем, се појавува со сите типични кардиоваскуларни проблематики, со срцето, со болки, градни болки, со проблематики во ритамот, значи со сите карактеристики за кардиоваскуларниве проблеми. Хигиената, дистанцата, заштитните маски се основните чекори кои сите граѓани треба да ги применуваат, а лекарите ова го повторуваат повеќе од една година. Цело време повторуваме внимание, хигиена, дистанца. Цело време за сите. Значи и тие што имаат прележено на први месеци, за жал показателите кажуваат дека немаат повеќе од 5 до 6 месеци антитела. Значи сите еднакви сме пред овој злосторник. Не ги делува луѓето ни по раса, ни по вера, ни по етнија. Пошто често знаеме да ги мешаме работиве во некои неосновени работи. Гледаме дека сме пред непознат непријател што само ги нападнува само луѓето, независно од континентата и од етнијата и од верата. Се уште има луѓе кои не веруваат во вирусот иако се работи за навистина сериозно заболување, велат лекарите. Инаку Тетово е меѓу првите градови во земјава уште од самиот почеток на пандемијата со голем број на заразени лица.